Поштовани колеги, денес имаме прилика да отвориме дискусијата за предлог на закон со кој Република Македонија ќе се задолжи кај Европската банка за обнова и развој 70 милиони евра за воведување на брз автобуски превоз во град Скопје. Прво би сакал граѓаните на Република Македонија, но и жителите на град Скопје пред се потсетам на две изјави на градоначалникот Шилегов. Првата дадена на 26 декември 2018 година. Шилегов најави трамвај од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Втората, една година подоцна, на 31.10.2019 година. Шилегов, најавуваме трамвај пред Нова година. Град Скопје не прави повеќе студии, туку ќе почне да го гради новиот трамвај. Ветување дадено во предизборната кампања во 2017 година дека градоначалникот Шилегов, доколку го добие мандатот, кој го доби, ќе воведе трамвај во градот Скопје. Во 2021 година пред нас имаме закон со кој се бара да се задолжи Република Македонија 70 милиони евра не за трамвај, туку за брз автобуски превоз. Интересно е тоа што проект за брз автобуски превоз, готов, изработен со студија, градоначалникот Шилегов имал уште на почетокот на својот мандат, оставен од неговиот претходник Трајановски. Допълнително сакам пред граѓаните да биде нотирано дека во проектот кој што ни е доставен на нас како пратеници, евидентно е дека доколку се реализира овој проект за кој што се задолжуваме, тој би можел да се употребува од страна на граѓаните најрано на 1.1.2027 година. И сега да повторам нешто што беше нотирано на комисиската расправа. Во 2017 година е ветен трамвај, а доколку се реализира проектот за кој што се задолжуваме, тоа ќе значи дека тек во 2027 година градот Скопје ќе добие брз автобуски превоз. Граѓаните треба да знаат дека проектот не инкорпорира соодветен градежен план и од тука согласно голем број експерти со кои што разговаравме, во знак прашање дали и до 2027 година градот Скопје ќе добие брз автобуски превоз. Овој закон е пуштен во собранието од страна на владата на неевропски начин. Односно за еден ваков капитален проект, државата ќе се задолжи 70 милиони евра, но законот е пуштен во скратена постапка. При тоа, дополнително ограничувајќи го нашата можност за дискусија по овој закон. Јавниот превоз во град Скопје, енергетски ефикасниот јавен превоз во град Скопје, граѓаните на Скопје, жителите на Скопје треба да знаат дека е заложник на актуелниот градоначалник Шилегов. Вети трамвај, сега се задолжуваме за да може би во 2027 година градот Скопје добие брз автобуски превоз. Ке општини, ке влада се ветуваат апстрактни работи, кои што е огромно знак прашање дали ќе се реализираат. И тука е мојата грижа како пратеник, и тука треба граѓаните да знаат дека имаат обврска, да бараат од своите лидери, дали е на локално и национално ниво, да бидат доследни на тоа што го ветиле. Затоа што хипотетички, иако сум убеден дека тоа нема да се случи, но хипотетички да добие градоначалникот Шилегов уште еден мандат, ќе му помине и тој мандат и согласно проектот кој го доставил, повторно нема Скопје да има ефикасен, јавен и енергетски ефикасен јавен превоз. И затоа јас лично сум убеден дека граѓаните на овие локални избори ќе одберат некој кој што ги реализира проектите кои што ги ветува.